Добар ден. Случајот со притворениот, а сега и осуден новинар Кеџаровски, за жал стана и премногу буквална парадигма за неслободата на новинарите да го прават она што професијата и совеста им налага, а уставот им го гарантира. А тоа е слободно изразување во име на јавниот интерес. Дали овој случај е еден екстремен исклучок или е огледало на општите состојби со медиумите во Македонија? Зборуваме денеска во Зебра. Што го навлекува гневот, толку очигледен гнев на новинарите во Македонија во моментот? Оваа тема ја отворивме во вторникот со други гости, меѓутоа и тогаш и вие можете да се вклучите со ваши коментари, со ваши ставови, користејќи го хаштагот ЗебраМК и постирајќи на нашата Facebook страница. Снимката од таа дебата можете да ја видите на истиот наш канал, а денеска продолжуваме оваа дебата со нови гости. Со нас е новинарот Саше Димовски и исто така новинар, но и претседател на Сдруженијето на новинари на Македонија, Насер Селмани. Насер, да почнам со тебе, еве, мотивиран од протестот што се случи во средата пред музеот на ВМРО, како што се нарекува, премногу долго името друго да го изговорам, не ми текнува во овој момент. Веднаш по протестот се појавија изјави, односно некои тврдења дека тој бил злоупотребен од опозицијата. Тоа можеби не е нешто ново, меѓутоа еве конкретно за овој случај како ви изгледаше на вас од ваша страна, значи и како новинар кој што учествуваше, но и како претседател на Сдруженијето. Постоеше ли такво нешто? Знаете како во Македонија се е можно. Мислам, јас се изнагледав секакви изјави, секакви извештаи. Сите тврдат дека ние сме го организирале тоа. Еден новинар не ми се јави да ме праша луѓе дали е вистина дека вие тоа го организирате. Ние не бевме организатори на протестот, но секако учествувавме затоа што тоа се работи за новинар. Мислам дека ово е обид да се дискредитира секоја граѓанска иницијатива, новинарска, било каква. Секој обид да се изразува некој протест, некој незадоволство на системот, наидува на, би рекол, на ненормален однос од некои медиуми, од власта, и со обид да се дискредитира секоја иницијатива да... Мислам дека мене не ме чуди тоа, затоа што тоа више стана тренд, протест, контрапротест, више тоа... Но да расчистиме, да разјасниме, дали протестов бил организиран од политичка партија или од некаков независен иницијативен одбор, во кој што... Ја колку што знам, повикот го пратил иницијативниот одбор за ослободена Кеџаровски. Во кој што се броени каде што се новинари. Дали некој сега и други граѓани присуствуваат, вие на никого не можете да му забраните, ако сте повикале на јавен протест, да дојде и да протестира, мислам. Како тоа ќе го изведете? Ќе организирате бодигарди и да им речете вие можете да влезете, да ни се придружите, вие не, мислам. Тоа е нонсенс. А дали некој се обиде да го злоупотреби, тоа е веќе друго прашање, меѓутоа агендата е неспорна. Ние бевме таму да изразиме незадоволство за начинот како институциите постапуваат во случајот на Кеџаровски. Тоа е битно, не е битно кој бил таму, кој бутнал, кој не бутнал и кој што сакал да прави. Пораката е јасна. Ние и после колку години од формирањето на ВМРО, пошто не беше државен празник, тоа не е на ВМРО, се вика на револуцијата. Так, на револуционарната борба. Да, ние и после толку 100 и колку години ние се уште имаме проблем да обезбедиме слобода на изразување во Македонија, затоа што очигледно ако вие тоа го практицирате ќе завршите во затвор. Се добива впечаток дека кога колегите бараат слобода за Кеџаровски, бараат некаков привилегиран статус за него само затоа што е новинар. Значи, такви се впечатоците на помалку информираните. Дали има тука дело? Дали има дело против Кеџаровски и дали се бара тој да биде привилегиран во однос на другите кои што се вклучени од случајот? Ти исто така беше на тој протест. Зошто? Не само на протестот, јас ќе повторам мојот Facebook статус. Значи, јас го видов повикот од иницијативниот одбор, никој не дојде да ме викне. Значи, отидов сам затоа што сметав дека треба. И на статусот ставив и денес ќе повторам. Работев и во Сител и во Канал 5, кога и едните и другите беа и со ВМРО и со СДС. Ама длабоко навлезени во двете политички партии со тоа што им учинуваа. Почнував во новинарството во радио, каде што собственикот беше претседател на ВМРО ДПМН во Велес. Но ни тогаш, ни сега не сметам дека отидов да протестирам за едни или за други. За мене, затоа што тоа што денес му се случува на Кеџаровски, утре може да му се случи на било кого. Јас бев во ситуација минатата година исто за изјава на заштитениот сведок кој се премисли во случајот Монструм да биде покрената постапка за моја апсење. За моја среќа, сето тоа се заврши некако многу поелегантно, затоа што тогаш јавниот обвинител размислуваше поинако од тоа што судот го наложи. Значи истото како Кеџаровски може да тебе да ти се случи. Да, овој случај што за кој пишува Кеџаровски
Јас го отворив во 2007, многу порано од него, во период кога се уште немаше ниту обвинети. Јавниот обвинител во Велес, кој сега е осуден во предметот ликвидација, беше тој кој ми рече: немој не чепкај сега, со ДБК сме на пат да го откриеме. Јас тогаш имав емисија Суд која го разгледаваше овој предмет уште тогаш. Во еден дел со иницијативниот одбор не се согласувам околу постапките кои ги водеа, околу правните тези, препукувањата со судот, му дадоа легитимитет на судот да им кажува писмени сте, не сте писмени, им држеа лекции, значи они отидоа во судот. Целата борба требаше се води со обвинителот, не со судот. Во 2008 е сторено делото, во 2009 и 2010 се применети посебни истражни мерки, тоа значи ги прислушкувале цела група. Ако државата во тој момент знаела, од списите се гледа дека знаела, дека се прави притисок врз заштитениот Бреза, алија Златко Арсовски, да ја промени изјавата. Каде била државата? Тогаш да го премести, тој се наоѓа во затвор во тој период или во притвор, во Штип и во Скопје. Зошто не ги отстранила сите можни тие кои тогаш го притискале, правеле и така натаму? Тие чекале, односно на државата и одговарала кога имаше 12 па 12 години казна затвор. Ниеден од овие кои денес се осудени не биле проблематични тогаш, иако мерките се од пред 3 години. Сега, најдоа, кога има ослободителна одлука, само за да го вратат назад случајот и да биде осудителен, го направи овој случај. Тоа е тоа што јас во целиот случај го зборував, иако гледајќи го сега текстот и документите кои ги објавија два медиуми, а судот излезе дека не ги брифирала, ама тие ги имаат доказите. Во еден дел, гледано, значи, колку што можеме најобјективно, може да се препознае ликот на заштитениот и така натаму. Но и во таа ситуација, и да има кривично дело сторено, судот можеше да направи уште една работа која не ја направи. Да ја ублажи казната, нешто што се случува во сите земји. Минималната казна таму е 4 години. Значи, предвидена за делото, ако утврдеше, имаше можност да ја услови до 2 години, тоа го дозволува законот, и таа да ја направи условна казна, и можеби така ќе беше, според мене гледано сега, ако ги бираме двете зла, ако судот решил дека тој е виновен и треба да му биде изречена казна, постои услов кој законот го дозволува. 4,5 години е навистина многу, иако судот се држи формално до законот и вика ја имам минимум казна од 4 години, па одам нагоре. Во целата постапка тоа што е најспорно и што никој веројатно не го поставува како прашање, зошто заштитениот сведок не беше сослушан како сведок, за тој да одговори дали пишувањето на Кежаровски било навистина повод тој да ја смени изјавата. Дали тие го препознале од текстот, ние го немавме сослушано во оваа постапка, зборуваме дека му бил загрозен или заштит и така натаму. Некои од адвокатите тоа го кажа дека после наводното откривање на идентитетот, тој дал изјава некаде или пред суд, не знам кај го кажал тоа, дека после тоа никој не му се заканувал и не се чувствувал загрозен. Но тој мораше, па тоа го зборувам, значи тој мораше во оваа постапка да биде сослушан и да каже: да, ја бев навистина загрозен од текстовите, и тогаш да се утврди дека има вина, бидејќи судот направи уште еден преседан, со ниту една реченица не објасни зошто ги осудува. Само беше буквално објавата кај што вика: судот го прифаќа обвинението и ве осудува на, и ги брои толку години, изјаснете се за притвор и тоа е се. Значи, дури да се степате на улица, па судот ќе ви рече: утврдив дека си се степал, си му удрил 3 шлаканици и го болело многу. Овде судот мораше да каже: да, ние утврдивме дека со твоето пишување или со изјавата на Златко навистина си го загрозил. Заштитениот сведок излегува, вика: ја тоа не го мислев и не знам дека е тоа така, меѓутоа ми вршеа притисок да кажам така. Знаете што значи тоа? Значи, било кој во Македонија да земете, можете да го ставите у затвор, ќе земете заштитен сведок, ќе му напишете изјава, ќе дојде на суд и ќе ве осудат за било кое дело. Наместо вака да се гледа предметот, кој е тој што во Македонија врши притисок, ја злоупотребува моќта на институцијата, врши притисок врз луѓето, лажно да сведочат, пошто човекот вика: ја не знам дека е тоа така. Него ме натера така да сведочам. Значи, ова не е само медиумски интерес, туку интерес на сите граѓани, зашто на секој Апсолутно, граѓанин па знаете како, па ова што му се случува на Кежаровски може на секој да му се случи. Замислете, ќе ве стават у затвор, ќе ве обвинат за нешто, ќе најдат некој, ќе го притискат поради X причини, ќе го условат, ќе го уценат, ќе даде изјава пред судија дека да, навистина вие сте краделе, сте правеле, не знам. И вас ќе ве осудат. Па кој е, например, кој е материјалниот доказ? Дали го најдоа оружјето со кое е извршено кривичното дело? Не можете вие само врз основа на изјава да осудите некого.
Тоа значи многу е чуден предмет. Меѓутоа, ова е многу важно. Судот не се обиде да стави на вага дали преовладува интересот на јавноста да знае за злоупотребата на една многу битна институција во системот. Или е побитно да се заштити судската истрага. Тој баланс нашите судови не знам дали не знаат или не сакат да го прават. Ја мислам дека повеќе не сакат да го прават. Оно што го спомна и Саше, се добива впечаток дека сега новинарството како четврта власт е во војна со судската, во едно меѓусебно препукување. Вчера вие побаравте премиерот да иницира аболиција преку Министерството за правда. Ја барате напомош извршната власт. Дали сте цинични кога го барате тоа или навистина мислите дека е можно таква нешто да се случи? Не, знаете како е. Ние веруваме тоа што го збори Груевски дека да, навистина судската власт е независна, добра, окей. Ние се согласуваме со тоа, меѓутоа има закон за помилување кој вели дека министерот за правда има право да покрене постапка за аболиција до претставителот на државата и овој случај да заврши така како што завршува. Знаете како извршната власт во овој случај не може да остане на страна и да вика мене тоа не ме интересира. Целиот свет станува на нога, Обединети нации реагираат преку специјалниот пратеник господинот Лару, реагира ОПСЕ, реагира Европска унија, реагира Американската амбасада. И овие вика, па добро, тоа е правда, правдата важи за сите. Овие луѓе кога реагираат, вие мислите дека тие не го имаат истражено предметот, дека тие на памет зборат? Тие точно знаат дека во случајот на вистина се прекршува слободата на изразувањето. И не само тоа во случајот на Кежаровски, туку пораката е да за другите, и тоа сите го кажуваат, дека во случајот судската власт користи еден предмет за да ги заплашуваат другите новинари кога ќе седнат нешто да пишуваат, тоа да малку се размислат, да знаат дека ќе можат да завршат во затвор. И тоа е страшна порака. Во нормална демократска земја судот тоа не го прави. Пошто во случајот ние наместо да му речеме на Кежаровски браво и да го наградиме зашто на некој начин спречи невини луѓе да завршат во затвор, ние го казнуваме. Саша, с оглед на тоа што во текот на кариерата имаш пишано и истражувано многу стори кои што се базирани на злоупотреби од страна на институции. Како би спорило да речеме тоа од пред неколку години, како било тоа да се работи, како е сега, чисто во поглед на слобода на изразување, автоцензура или да речеме како конкретно овој случај ќе влијае врз луѓе и врз новинари да ги истражуваат и понатаму ваквите злоупотреби? Мојата теза е дека сега новинарството е буквално во кома, во клиничка смрт и сега ние се радуваме во една мера ако болниот новинарството трепне со едно око, па викаме добро е почна да трепка или добро е мрда со малото прсте. Ова што сега се случува, погледнете и уназад сите извештаи. Ние паднавме на сите можни скали од Репортери без граници до сите кои ценат слободата на медиумите. Минатата недела бев на конференција во Сараево која организираше СЕМО, каде што се новинари од 18 земји, новинари кои истражуваат. Покрај се што беше спомнато таму, Македонија е посочена како единствена земја во која има новинар во затвор. Ние претходно имавме проблеми со клеветата и навредата. Нели, целиот процес течеше, беше кривично и така натаму. Меѓутоа во целиот тој процес ниту еден новинар не заврши во затвор во ваква форма, иако имаше казни кои беа изрекувани до 30.000 евра и така натаму, парични казни. Сега кога во процесот за декриминализација до негде го тргнавме од кривичниот дел, отидовме во дека е тоа граѓанско, дека тргнуваме полека се отвараме, ние повторно ставаме една железна завеса во новинарството и кај што викаме ова ќе биде пораката. Значи, ја читав деновиве книгата на Бранкица Станковиќ во Белград, таа има 4 години полициска заштита. Јас не верувам дека нашата држава би направила било што ако еден новинар утре реши да истражува и него не државата, ако на глава му се закачат криминалци, политичари и така натаму и некои кои сакаат да не го гледа веќе по улици, како што е примерот во соседен Белград. Може би сме само 400 километри разлика од Белград, но 2 вселенски станици сме позади нив. Таму и Веран Матич и Бранкица Станковиќ од БДВ2 имаат заштита од државата. А ние овде имаме друга страна, таму каде што се откриваат злоупотребите на државата. Не само што нема да добиете заштита, туку со секое понатамошно копање вие се доведувате во сериозна опасност да завршите во затвор. Ја например да не се согласам малку со Саше. Што вика новинарството? Јас се согласувам дека ние сме во што се вика во кома, се согласувам. Меѓутоа има една добра работа што се случува во овој сектор. Има гласност, ние збориме. Вие сте слушале еден судија, обвинител,
администрација, полиција, војска, не знам, други сектори во Тоа велам, општеството. ние се радуваме на Дали- малото прсте, Ама, малку сме. знаете Тоа е како- проблемот ама- во гласноста. Ама ние за нашите проблеми јасно, гласно зборуваме. Каде се другите? Вие мислите дека е полесно, па ја разговарам. Сите се плашат. Зошто се плашиме? Па сега ајде продолжете, плашете се до безвест. Мислам, ова треба да се цени дека сепак новинарската фела има храброст, има доблест, проблемите со кои се соочува да ги јавно да ги каже. И тоа е првиот чекор за да ние очекуваме дека можеби некој ден ќе најдеме решенија за овие. Мене на вистина не ме интересира случајот Ореше, ме интересира тоа што мој колега е во затвор веќе, значи осуден, сега ќе видиме како ќе тераат понатаму инстанците, а 5 месеци и повеќе во притвор за напишан текст. Втора работа, ако го видите текстот, никаде Кежаровски не го открил заштитениот сведок, дури го користи друго име за него и дури во тој текст се вели дека тој човек не е од тој град. Нели, туку го представува како сосем некој друг човек од друг град. Значи, професионалните огради Кежаровски ги употребил. Втора работа околу случајот Кежаровски, значи, оставањето на човекот во притвор за напишан текст, при што самиот сведок изјавува дека бил наместен, дека бил присилно натеран да сведочи и самиот се открива. Самиот текст е напишан пред воопшто тој човек да биде прогласен за заштитен сведок. Значи, сите овие работи упатуваат, значи, логиката на нештата вели дека судот треба да биде многу повнимателен во вакви случаи, кога посредно, преку своите одлуки, може да влијае врз слободата на медиумите, врз стравот што може да се прошири во медиумската заедница и нели потикнувањето на самоцензурата. Судот во Страсбур суди така, се става на вага интересот, јавниот интерес. Ако откривањето на лажен сведок е поголем интерес, а е поголем интерес затоа што утре тоа значи дека било кој што може да го злоупотреби државниот механизам, може тоа на секој граѓанин да му го прави, да му мести сведоштво, да му мести случај. И ако еден новинар го земе тоа како тема на својот третман, апсолутно има право да објави и заштитен сведок доколку има индиции дека тој сведок не е вистински сведок. Тоа го направил Кежаровски, поради тоа е во затвор. Определбата на некој медиум не е нешто ново и не е сега. Значи, некој медиум е десен или лев. Таква била од секогаш. Зошто сега паѓа во очи или е пренагласено? Затоа што постојано се дебатира. Кога нешто постојано се истакнува и се дебатира, тоа паѓа во очи. Иначе, предходно, исто било така, да речам, например, ако се барало работа во еден медиум што бил и се знаело дали е десно или лево ориентиран, не се правело од тоа проблем. Сега тоа се проблематизира. Да. Само дозволете, значи апсолутно е легитимно правото на редакцијата да има сопствена уредувачка политика, но тоа што го направи проблемот е едностранното информирање. Значи не е проблем да ви се допаѓа повеќе една или друга политичка опција. Проблемот е кога вие известувате за нешто, а другата страна воопшто ја нема во вашиот новинарски производ. Тогаш тоа не е новинарски производ, туку е пропаганден билборд. Тука се направи клучниот проблем. Инсистирањето на културата на еднонасочно комуницирање, на глави кои што зборуваат, кои што ќе се наредат на пресконференција, кај што вие не можете да поставите прашање надвор од темата, критички настроените медиуми не можат да пристапат за било која тема, да кренат телефон да се слушнат со некој министер, со некој портпарол или така натаму. Значи, за нив вратите се затворени. Од друга страна, тоа се случува и на провладините медиуми, не често, не толку често како што е во другиот случај, но се случува и тие да наоѓаат кај некои такви пандани, пропагандистички пандани од условно речено опозицијски маштаб, кои што се појавуваат сега, претежно на социјалните мрежи, од и мејнстрим медиумскиот простор е завладеан од власта,
Истото им се случува сега, тие да не може да пристапат таму и да си ја раскажат, значи владеачките структури или некои од владеачките партии да си пристапат и да ја кажат својата страна. Значи ние овде за жал долго време не создаваме новинарство, туку создаваме пропаганда, каде што секој си зборува во својот канал еднонасочно кон претпоставената публика што сака да ја убеди или што мисли дека веќе и онака е на своја страна. Затоа, кон таа публика не ви е потребно ниту аргументи вие да давате, таму е потребно да сте што поциркузан што е можно, што повеќе да го навредувате политичкиот или етничкиот или верскиот противник, и сето тоа создава ваква ситуација. Какавте да реплицирате? Да, многу се концентрира и новинарството, не е само од сега, од поодамна на натрешна политичката ситуација, премногу се троши енергија на тоа, се чувствува една безидејност да се отвори некоја тема што ја засегаат поголем број на граѓани. Некако јас тоа го чувствувам, разбирам некој што нема услови тоа да го прави, нели портал, дема да речам редакција или поголема екипа, меѓутоа не ги разбирам оние каде што може тоа да се прави, а не се прави. Мислите дека темите се исто така диригирани од одредени политички центри? Или диригирани, или ја мислам дека повеќе е како безидејност и неинформираност доволно што се случува во светот воопшто. Па јас ни една анализа од наш новинар не прочитав за Сирија. Иако тоа може исто, многу анализи ќе прочитате во српски медиуми, во хрватски медиуми, кај нас тоа го нема. Ние сме многу ограничени. Значи сме научиле како некој шаблон, прашај го овој, прашај го оној, се чувствува таа безидејност. Малку треба да се свртиме и кон себе, значи нешто да се измени за да дојде да биде и она друга на улога на едукација, значи да информираш и што се случува малку пошироко од ВМРО и од СДСМ. Значи малку треба и ние да бидеме и посамокритични за да бидат медиумите подобри. Не може само тоа да се продуцира и постојано да се зборува, недостасуваат други теми што ги отвараат во другите. Например, еве случајот за ГМО. Ние прв пат слушнавме во април месец, така беше кога беше најавен протестот, јас случајно барам кај хрватите и кај србите тоа било зборувано од пред 3 години. Значи многу порано, зошто кај нас никој не е отворил таа тема? Тие кои што се клучни во овој процес се уредништвата. Погледнете, знаете ли дека над 50, можеби 100 уредници, над 20 главни уредници во последниве неколку години беа избркани од своите работни места? А да не зборуваме за целата уредничка класа која што е уништена. Кој работи на нивните места? Дали мислите дека работат луѓе што знаат, размислуваат новинарски, размислуваат за Сирија, размислуваат за ГМО? Не, работат луѓе што добиваат дојави за дневната агенда од партиските штабови. Јас не гледам дека дури првите перјаници што беа ударни, кои сакаа да ја срушат 2011 власта, потоа едниот стана главен и одговорен на МТВ, другиот во Алфа, значи отворија, пак се снајдоа на некој начин. Не гледам дека тие луѓе исчезнале или ги снемало или не се дел во медиумите. Меѓутоа никој не се запрашал од тие луѓе што беа таму, значи дел од екипата, некој што си ја вршал, да речам, совесно работата или што се занимавал со забава или со нешто што било надвор од политика, што например е 26 години во новинарство и сега не може да најде работа. Дали Македонија има реално проблем со цензура или со автоцензура и кое место очекувате да го завземеме на следниот извештај на Репортери без граници? Имавте случај кај што на главен уредник му беше тргната од печатница насловната. Тој главен уредник поднесе оставка. Што сакате вие поголем доказ од тоа, од конкретен пример? Во минатогодишните извештаи на Репортери без граници, на Freedom House, на било кои што прават кредибилни, валидни индекси за слободата на медиумите, не се вклучени 24 декември. Тие извештаи беа подготувани претходно. Значи, изфрлањето на новинари од собрание, надвор од устав, надвор од закони, надвор од деловник. Не е вклучен ни арбитрарниот начин на носење на
нели драфтовите на законот за медиуми, се сеќаваме дека 10 дена ни беа дадени за дебата, па со огромен притисок и од внатре и од надвор, тие здруженија, на кои што некој не им даа легитимитет, тие здруженија такви какви што се 7 месеци водат борба, и еве законот, се бориме и се успеваме да... Таму не е вклучен и Кежаровски. Значи, можете да замислите каква ќе биде оценката годинава. Со овие 3 работи само. Новинарите не треба да си го земаат и тоа право дека треба да бидат да пишуваат што сакаат, значи без контрола, без Па одговорност. без контрола, без одговорност. Ја пишувај Имаат етички кодекс доколку новинари. има доказ, документ, доколку е сигурен во тоа што ќе го напише. Ако некој го тужи, тој може да докаже на суд дека е во право тоа што го напишал. Сметам сепак дека треба одредени зошто би бил новинарот над закон, над сите и да прави што сака. Не го разбирам, ние малце ги мешам. Апсолутно не е тоа, значи слободата е прилично, нели, на новинарите. Новинарот има поголема слобода, ама и поголема одговорност. Значи, ако погледнете кодексот на новинари што кажува, он прилично ја рестриктира таа слобода. Значи не е новинарот слободен да пишува Ама така што се сака. зборува, таков печак док се добива дека заложувањето е Колку пати дневно се крши тој Тој етички кодекс дневно на се крши социјалните... безброј пати. Јас ви кажав, социјалниот контекст, тоа што ние како медиуми сме го создале, сме едуцирале една публика која што е прилично неинформирана и непристојна дури. Гледајте како се дискутира на Facebook, на YouTube и така натаму. Тој социјален контекст е наметнат од политичките елити преку супстаниците и уништените уредништва. Значи новинарите, тие што создаваат производи се најмалку виновни. Не би сакал ја многу да ја бараме вината во новинарите, во граѓаните. Едноставно, вината треба да се барат кај оние кои што ги наметнуваат темите, кај оние што создаваат дискурси на платеници, предавници, патриоти, на муслимани, христијани, на лево и десно. Таму се бара вината. Тоа што некој, значи ако некој злоупотребува таа слобода на медиумите, има закон за тоа и се суди по закон. Никој не вели некој ако лаже или клевети да не одговара за тоа. Ја ќе се држам до фактите, не до рекла казала. Колку што знам, редакцијата на Нова Македонија тврди дека патарините што ги нашла ден после случката, нели, од кога истражниот судија си заминала и така натаму, дека се ги предала на полицијата. Тоа го тврди главниот одговорен уредник на Нова Македонија. Второ, тврди дека имаат снимка од предавањето на белешките за патарина. Од друга страна, исто факт, значи не измислувам ништо, ова се 2 факти. Добре, Третиот факт е дека вам на пресконференција ви излегува министерот за внатрешни работи, обвинителот и председателот на судот. Пораката кога екзекутивата и судската власт излегуваат заедно на прес значи тоа што го чита целиот свет е дека нема независно судство, пошто е несоодветно судија и полицаец и обвинител да седат на ист прес и да зборуваат со еден јазик, бидејќи судијата треба да ги проверува овие двајца. И таму на тој прес беше кажано дека редакцијата не доставила никакви патарини. Сега ова се факти, значи едниот тврди ова, другиот тврди ова. На шо да веруваме ние? Јас би почекала во случај, затоа што вчера, Во например, случајот, момент да, само, ево ова кажете за ли со главниот и патарините? одговорен го спомна. Вчера, например, самиот себе се демантира во емисија, кажува дека тој не чувствува никаков страф, не чувствува притисок, дека може слободно да напише што сака. Но така, дека има притисоци. Момент само. Значи, така се представи дека тој секогаш пишува што сака. Зошто тој, например, би бил привилегиран и да така да се чувствува, а некој да не биде? Во интерес на времето, мораме тука да ја завршиме дебатата. Ирена, Петрит, ви благодариме што бевте дел од Зебра. Ви благодариме што не следевте. Благодариме на покана.